И покрај уверувањата на властите дека изградбата на регионалната депонија во Новаци нема да има негативни импликации, битолчани се помасовно даваат поддршка за саботниот протест кој е закажан да се одржи од 12 часот пред општинската зграда. Граѓаните немаат доверба во институциите дека имаат капацитет да ја одржуваат новата современа депонија. За граѓанските активисти спорна е количината на отпад. Велат дека е премногу 18 општини да депонираат сметка и Новаци. Бараат референдум и преиспитување на локацијата. Големата фама се крена и јас сум против тоа што никој, барем јас не знам, не побара мислење, бидејќи и ние ќе бидеме вклучени во тоа. Како и врз основа на што се наброи толку голема територија од два региони, иако тој југозападен регион е многу поблизу до Полошкиот регион, сега да не набројувам голина, меѓутоа и еден одговор кој го добив јас неофицијално прашувајќи, беше бидејќи тоа економски вика неисплатливо, нема доволно отпад, не се задоволно отпад, затоа ќе треба да приклучиме на која друг регион. Од граѓанското здружение Збогум Буково велат дека недовербата кај граѓаните е оправдана, но уверуваат дека стандардната депонија е во согласност со сите национални и европски барања, ќе овозможи долгорочно безбедно отстранување на комуналниот отпад и затворање на сите постоечки диви и нестандардни депонии. Депонијата ќе биде проектирана да ги исполнува потребните услови за спречување на загадувањето на почвата, подземните води или површинските води и ефикасно собирање на исцедокот. Подлогата на депонијата ќе биде во согласност со европските и националните барања. Локацијата е во еден дел од рудникот за лигнит Суводол, каде рударските активности се запрени долг период. Локацијата не вклучува хидрантски точки. Црна река тече на 6,5 километри од локацијата и представува главна одводна артерија за целата област. Нема бунари за испомпување на подземните води во рамките на локацијата. Од општина Битола велат дека граѓаните треба да бидат спокојни, оти во Пелагонија ќе се гради регионален систем за управување со отпадот, а не како досега нестандардна депонија за складирање на ѓубриштата. Инаку Министерството за животна средина подготвува тендерска документација за избор на изведувач, што се очекува да заврши до крајот на оваа година, а доколку навреме отпочнат работите, изградбата на Центарот за управување со отпад треба да заврши за 2 години или до крајот на 2027 година.